Над 270 барања за утврдување на штети од минатомесечното невреме се пристигнати до двете комисии формирани од страна на општина Лозово. 200 од нив се за земјоделски површини, а останатите за движен и недвижен имот. Откако не пристигнаа вештите лица од Бирото за судски вештачење, како што вети министерот за земјоделие, за процесот да не се одоговлекува, членовите на општинските комисии сами излегоа на терен, а дополнително помага и вработен во Свети Николската единица на Министерството за земјоделие, објаснува градоначалникот на Лозово. Министерот ни вети дека преку Биро за судски вештачење ќе ни обезбеди неколку лица, вешти лица кои ќе утврдат реална штета што е предизвикано од самото невреме. Меѓутоа се случи да тие лица не присуствуваат и моравме да ги пуштиме комисиите да излезат на терен, да утврдат штета. Колкави се штетите што изминатиот месец ги претрпеа жителите на Лозово, засега е неизвестно. За дел од земјоделците поднесувањето на барање за обештетување е само губење на драгоцено време. Тие се уште ги чека државните пари за оштета од невремето што ги зафати во 2018-та. И не ни е платено, значи, од 2018 година. А сега и за тоа веќе и не поднасам за да се пријавувам за оштета, значи. Од тога се разочариме, значи. Од тие пари како ги изгубиме и од тогаш нам и не пријавуваме. Минатиот месец Лозово во 3 наврати беше мета на природни стихии. Градот со големина на пинг-понг топче испокрши шофер шајбни, предизвика штети на магацини и гаражи, семејни куќи, а поплавите ги однесоа и лозовите насади.